Во оваа прилика на две сфери би се задржала. Јасно онаа кој што ми е блиска по моите професионални ангажмани. Ме интересира зошто се дозволи училиштата да дојдат до ситуација на блокирани сметки. Како сте очекувале со блокирани сметки да се извршува реализацијата на програмите на истите, тргувајќи од најелементарните услови на хигиена? Дали сте информирани дека постојат училишта кои токму поради блокираните сметки не биле во можност во рамките на во правец на напредување на наставниот процес, не биле во можност да ги продолжат своите контакти и соработки со сбратимени училишта, затоа што им биле блокирани и одземени и сопствените средства по основ долгови кои што претходно не биле подмирени, а за кои општината навремено требало да реагира. Дали ја имате сумата на преостанатиот долг на училиштата? Како мислите системски во иднина тоа да го решите? Која е вашата стратегија? Дали ја имате сумата што училиштата ја имаат исплатено на основ судски трошоци заради ненавременото подмирување на долговите? Дали имате увид на тоа колку директорите на училиштата го искористуваат своето работно време и дали знаете дека постои училиште во кое што наставниците својот директор го чекаат по 2 или повеќе часови за почеток на наставнички совет? Дали знаете дека физичките лица кои што имаат купено парцели таму имаат склучено договор во кој што во член 3 стои дека општината е обврзана инфраструктурно да ги реши проблемите кои ќе отворат простор. Кои ќе отворат простор, значи физичките лица да ги започнат градежните активности за кои што се обврзани да ги исполнат во одредена временска рамка, затоа што после тоа следуваат кажнени пенали. Дали знаете дека постојат лица кои што имаат парцели, а немаат ни пат до својата парцела и веќе им е отпочнато очекувањето на часовникот за отпочнување на градба точно на нивната парцела.